Од кабли, електрични мотори па се до огради и бекатон плочки, се најчестите случаеви на кражби и обиди за кражби со кои се соочуваат јавните предпријатија. Се кради буквално што им дојде при рака. Имавме неколку случаеви и тоа во локалитетот Штипско езеро, каде имаме бунари, каде имаме електромотори, се направи обид да се украдат тие електромотори и пумпи, но нашите вработени го спрече. Исто така имавме обид за кражба на кабли во градските гробишта, но и тај беше неуспешен обид, но сметам дека има оштетување на овие електромотори, тоест мотори за испумпување на водата, како и тоа дека дел од кабелот кој беше поставен за поврзување на пумпите, околу 200 до 300 метри беше истечен овој кабел и едноставно украден. Со слични проблеми, па дури и многу повеќе, се соочува и јавното предпријатие Стипион. Оттаму велат дека во последно време кражбите се многу застапени и не се бира што се краде. На удар на крадците многу често се сообраќајни знаци. За жал, во последно време секојдневно се среќаваме со овие проблеми, со кражба на бехатон коцки, на ситна камена коцка, гранитна, на огради покрај скали, на дел од огради. Исто така сме соочени со кражби и оштетување на сообраќајни знаци и делови на сообраќајни знаци. Последните две кражби на материјал поставен од јавните предпријатија се и видео евидентирани и тие предизвикаа бурни реакции на социјалните мрежи. Граѓанин на Штип е фатен како краде штотоку наредени бекатон плочки од тротоар во близина на новиот мост. Но победник на неделата се жители на улицата Санто Манов во Кочани, кои со лопата го изгребаа штотоку поставениот бетон од улицата. Ваква и слична граѓанска неодговорност од сметките на јавните предпријатија годишно трошат по најмалку половина милион денари, пари доволни за решавање на многу граѓански проблеми.